Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Кога Бог изборуваше на Сузана. Миро, дали од денешната поука запомни како Бог го создал светот? Бог рече и се настана. Двете сестри присуствувале на летната верска настава. Многу ги заинтересирало тоа како Бог го создал овој наш свет. Надвор се стемнувало и тие се спремале за спиење. Си разговарале за убаво поминатиот ден во црквата и набрзо разговорот остварил прекрасна поука за Божјата сила која создава. Знаеш, рекла Мира, учителката спомна дека секогаш кога Бог нешто ќе рече, тоа и се остварува. Да, броевме со нашата учителка во Библијата и најдовме дека во првата глава 10 пати пишува Бог рече. Мора да е прекрасно кога Бог зборува. Веруваш ли дека и денеска Бог зборува? Да, одговорила Мира. Може би грмотевиците и молните се Божи зборови? О, грмотевиците и молните застрашуваат. Бог така не зборува, одговорила Сузана. Бог нам не изборува кога се молиме и кога чекаме да го чуеме неговиот глас. Ајде да се молиме гласно, може би ќе чуеме како Бог ни одговара, рекла Мира. Сакам, ако и ти сакаш. Двете девојчиња клекнале пред своите кревети и почнале со молитва. Одам да спијам, а завршиле со благослови ја мама, благослови го тато. Пред Сузана да заврши, Мира скокнала и се вовлекла во креветот. Сузана мирно останала да клечи покрај својот кревет. Завршивме. Зошто толку долго клечиш? Прашала Мира. Чекам Бог да ми одговори. Бог се уште зборува и ние треба да слушаме. Кога го создал светот, многу пати зборувал и секогаш нешто прекрасно се случувало. Може би тоа нема да биде гласно, но ќе го чуеме неговиот глас ако чекаме. Како мислиш тоа да го чуеме неговиот глас? Мира ја погледнала својата сестра со чудење и со стравопочит. Зарем не знаеш? Бог нам ни зборува со тивот глас. Да, тоа било поинаку кога Бог го создал светот, но верувам дека се уште е убаво кога Бог зборува, рекла Мира и додала. Ме интересира што Бог ти кажа вечерва. Сузана не одговорила веднаш. Седнала на креветот и потоа објаснила дека не е лесно да се зборува за тивкиот глас со кој Бог му зборуваше на нашето срце. Се молиме Бог да ги благослови сите и одеднаш се сетив на Верица. Имавме денеска мала незгода и јас кон неа не бев баш многу љубезна. И додека сега чекав Бог да ми прозбори, ми се чу како да рече, треба да ја молиш Верица да ти прости. И ти ќе ја замолиш? Прашала сестрата изненадена од сериозноста на Сузана. Да, ќе го сторам тоа, било одговорот на Сузана. Утре тоа морам да го сторам. Не смееме да покажеме непослушност кога Бог зборува. Неговите зборови и денеска се подеднакво силни. Мира си легнала. Размислувала за себе, чувствувала дека би требала и она така да го наслушнува Божиот глас во срцето. Така, драги момчиња и девојчиња, и ние треба да бидеме спремни да го чуеме и да го послушаме Божиот глас. Кога тој денеска зборува, тоа е исто така важно, како и кога го создавал нашиот голем и прекрасен свет.
za rođendan, a ni znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Kako godine su prolazile sve, mi shvatili smo šta nam znači on. Božji sin što bio raspet je na krstu radi mene, zato što voli me, voli me. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Ja našao sam razlog zašto živim i želim to reći svim ljudima. Moj život i dela nek kazuju njima da želim biti ja sin, da sin. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Imamo razlog za to, imamo razlog za to. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Почитувани гледачи, срдечен поздрав до сите вас. Вие ја следите емисијата Библијата зборува. Вечерва заедно ќе ја проследиме третата тема, тема која ќе зборува за важноста на пророштвата. Тема која верувам ќе биде интересна за сите вас. Луѓето од секогаш копнееле да ја откријат иднината. Старите народи, како што биле асирците, може ги споменеме исто така египчаните, вавилонците, римјаните, имале своји вражари, имале своји гатари во своите дворови, сите цареви и управители во тоа време. И денеска лековерните луѓе сака да ја дознаат иднината. Кој всушност ја знае иднината? Дали човекот или Бог, Исус Христос? Верувам дека кај сите од нас постои некоја желба да сознаеме што ќе ни се случи утре или задутре.
Тоа е во нашите гени вткаено. Меѓутоа, ние вечерва во ова предавање почитувани ќе ја контактираме Библијата, Светото писмо, да видиме што таа ни вели, кој може единствено да ни ја открие иднината. Спомнав дека и денеска луѓето не се промениле. И денеска луѓето сакаат да дознаат што ги чека утре, задутре или после половина година. Дали ќе бидат среќни во бракот, дали ќе најдат работа, дали ќе бидат успешни во својот бизнис, кој бизнис да го отворат. Ете, луѓето имат многу прашања и понекогаш се доверуваат на така наречени гатачи или бајачи луѓе кои наводно може да им помогнат и да им ја откријат иднината. На човекот не му е дадена, почитувани гледачи, способност да ја познава и да ја открива иднината. Иднината, вели Светото писмо, му припаѓа единствено на Бога и само тој може да ја открие иднината. Настаните на иднината пред него се како отворена книга. Иако денеска луѓето гледаат во најразличити работи, сакајќи да му ја откријат на луѓето, односно на човекот иднината. Некои гледаат, како што може да видиме и на оваа фотографија, во кристални топки, некои во некои нејасни бои или во нешто слично. Ајде ние во ова предавање да ја отвориме Библијата, Светото писмо и да видиме на кого му припаѓа иднината. Бог својата намера, секогаш, почитувани гледачи, ја откривал преку своите пророци. Ние во минатото предавање зборувавме за пророците, за писателите на Библијата, дека тоа биле Божи луѓе, вдахновени со Светиот Дух и тие ја пишувале Библијата. Оно што Бог им го откривал како пророштва, тие го запишувале. Иднината, драги мои пријатели, му припаѓа единствено на Бога. Луѓето немаат моќ, луѓето немаат сила да ја дознаат, немаат сознание да ја дознаат иднината, односно да ја откријат. Луѓето не ја познаваат иднината. Ајде да ја отвориме Библијата и да читаме во книгата на пророк Исаија, 41 глава, од 22 до 24 стих. Нека дојдат и нека ни кажат што ќе биде. Нека објават нешто пред да стане и ние ќе проникнеме сумот свој и ќе дознаеме што ќе биде потоа. Или нека ни предкажат за иднината, кажете што ќе биде во иднина и ние ќе познаеме дека сте богови. Или направете нешто добро или лошо, за да се зачудиме и заедно со вас да видиме. Но вие сте ништо и делото ваше е ништожно. Одврат е оној што ве избра. Овој библиски текст, почитувани гледачи, јасно ни кажува дека луѓето не ја познават иднината. И оние кои покушават да ја откријат, оние кои покушават да ни кажат што ќе ни се случи утре или задутре, овде Бог ги нарекува ништожни, одвратни, бајачи или гатачи, кои гледаат во дланка, во шолја кафе, во граф или во некои други работи. Лесноверните луѓе им веруваат, дават огромни пари, наводно, за да им се открие иднината. Затоа немој да наседнувате, драги пријатели, на такви луѓе. Иднината му припаѓа на Бога. Бог ја открил иднината во Библијата, во Светото писмо, она што ни е потребно да го знаеме. Замислите, ако луѓето може да ја откријат иднината, или ако сакаме да ја откриеме иднината за утре или задутре. Замислите, ако некој ви каже дека за една година ќе си ја скршите ногата, или ќе се случи смртен случај во семејството. Како би живееле тие денови кои се пред нас, месеци или години? Секако тоа било живење со голем терет, со големи трауми, очекувајќи го денот кога ќе се ја скршам ногата или кога ќе се случи нешто страшно. Затоа подобро да не знаеме што ќе се случи утре или задутре. Односно, да оставиме секој ден да си ги носи добрите и лошите страни во нашиот живот. Бог ја знае твојата и мојата иднина, драги мои пријатели. Тие што не можат да кажат како настанал светот и човекот, а уште помалку што ќе се случи во иднина. Има луѓе кои бајат, кои гатат, а не веруваат во Исуса Христа. Не веруваат во Господа, не веруваат во седмиот ден дека Господ го воспоставил да го празнуваат и да го светкуваат. Не ги почитуваат правилата кои Господ ги дал во Светото писмо, а се покажува дека се Божи соработници, дека се Божи инструменти. Нажалост, тие се инструменти на оној нечестивиот, оној противникот Божи и човечки. Само Бог може
да ја открие твојата и мојата иднина. Се е во Божји раце. Спомнете си за оно што било порано, од крајот на векот. Земете го тоа при срце, зашто јас сум Бог и нема подобен на мене. Јас го навестувам во почетокот она што ќе биде на крајот, од старо време она што не станало, па велам, мојата одлука ќе се изврши и се што ми е угодно ќе го направам. Гледате, драги гледачи, само Бог ја знае иднината. Нема подобен од Бога. Нема некоја друга сила, па макар се нарекува бајач, гатач со искуство и така натаму. Бог им ги доверил своите пророштва, своите виденија ги добиле пророците од Бога, своите слуги пророци, кои ги забележале и ние тие пророштва денеска ги наоѓаме во збирката на Светите писми, списи наречена книга, Библија или Свето писмо. Значи, се оно што е потребно за нашиот живот, Господ ни го открил во Библијата. Во книгата на пророк Амос, во 3 глава, во 7 стих читаме, зашто Господ Бог не прави ништо додека не ја открие тајната своја на своите слуги, пророците. Пророците се Божи слуги, драги гледачи. Тие се Божи инструмент. Секако, тие се одбрани слуги Божи, духовни луѓе, кои живееле во минатото. Тие се ставиле на располагање на Бога и Бог ги употребил, давајќи им ја, откривајќи им ја иднината. И таа иднина, што е запишена во Библијата, ние може да ја читаме и да знаеме што ќе се случи утре или задутре. Пророците биле Божи послушни орудија. Тие зборувале и работеле под влијание на Светиот Дух. Така пише во Светото писмо. Еве апостол Петар што вели во второто послание, во 1 глава, во 21 стих. Оти никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божи луѓе зборувале просветлени од Светиот Дух. Гледате, таа Божја сила, Светиот Дух, кој е дел од небесното тројство, исто така ја знае иднината, го знае минатото и сегашноста. Во свое време на пророците тој им го открил. Тие го запишале. Кога, например, читаме во Евангелието според Матеја во 24 глава, може точно да видиме што не се случува денеска. Таму пишува дека ќе има војни, ќе има земјотреси, ќе има страв, ќе има нетрпение. Апостол Павле во Тимотија пишува дека луѓето ќе станат незгодни во последно време, саможиви, сребролюбци, горди, неблагодарни, холители на Бога, надувајни, вели таму. И тоа ни се случува, драги гледачи. Значи, гледате Библијата како ни е пророчка книга, ни ги открива настаните кои се случуваат во наше време и они кои се случат во иднина. Пророк Исаја вели, односно Господ му вели на пророк Исаја, тој ги запишал овие зборови: јас ќе ги вложам моите слова во устата твоја и со сенката на раката своја ќе те покријам. Интересна е случката со пророк Исаја, како бил повикан да биде. Прочитајте ги неговите книги, односно неговите глави, неговата книга, првите поглавја. Ќе видите интересен настан како Исаја бил повикан во служба Господова да биде пророк. Кога Господ рекол: дојди Исаја, сакам да направам пророк од тебе, слуга да бидеш мој. А Исаја се почувствувал недостоен и рекол: јас со нечиста устна, нечистни устни. Но Бог го очистил, символично зел жар и му ставил во уста. Драги пријатели, дали си подготвен вечерва да поверуваш во Светото писмо, во пророштвата што Бог ги дал за наше добро? Мојси запишал во втората книга Мојсеева, 4 глава, 12 стих: па сега оди и јас ќе ти ја отворам устата твоја и ќе те научам што ќе зборуваш. Ово го кажал Бог на Мојсија, кога требало да го испрати кај големиот фараон со наредба да го ослободи народот Божи Израилев, за да заминат во ветената земја. Бог вели: јас ќе одам со тебе. Јас ќе ти ја отворам устата. Јас ќе те научам што ќе зборуваш. Гледате, драги гледачи, Бог имал своји луѓе. Рековме во минатото предавање. Библијата пишувале 40 написатели. Тие биле водени од небесниот, од Божиот дух. И затоа луѓето не ја познаваат иднината. Само Бог може да ја открие иднината.
Не смеме ние нашиот живот да го доверуваме на шарлатани, на оние кои се нарекуваат астролози, вражари, гатари, да играат со нашата судбина. Само Бог им ја доверил иднината, односно пророштвата своји на овие свети Божи луѓе, пророците, кои ги забележиле, а ние тие пророштва ги наоѓаме во збирката на светите списи. Пророците биле Божи послушни орудија. Тие зборували и работеле под влијание на Светиот Дух. Ајде да видиме сега која е била таа мисија на самите пророци. Пророците имале религиозна, морална и пророчка мисија. Тие играле многу важна улога, драги гледачи, во времето во кое тие живееле. Тие принесувале Божјата порака до народот. Тие понекогаш били судии, тие понекогаш били управители. Овде го гледаме Јован Крстителот, човек кој требал да го најави доаѓањето на Исуса Христа. Еве што кажува пророк Исаија: викај со сиот глас, не се воздржувај, крени го гласот како труба. Кажи му на народот мој на беззаконието негово и на домот Јаковов гревовите негови. Гледате, пророците имале многу важна улога и функција. Тие требале да му кажат на народот како труба, да им укажат на проблемите, на гревовите, на оние работи што не биле според Божјата волја. Тоа била функцијата, улогата на Божите пророци. Да го откриваат гревот на израелскиот народ и да ги навестуваат казните што ќе ги стигнат како последица на газењето на моралниот закон. Понатаму да ги објавуваат разните пророштва против незнабожечките народи, против Асирија, Вавилон, Едом, Моав и така натаму. Бог однапред им откривал работи што тие ги пренесувале, им кажувале. Меѓутоа, често пати израелскиот народ не ги слушале. Оделе спротивно на тие пораки што Бог им ги испрекел. Понатаму да ги објават пророштвата за Месијата и да го опишуваат неговото царство. Точно е определено и кажано дека Исус ќе се роди во местото Витлеем, дека ќе го роди девица, дека за неговите алишта ќе се фрлаш жрепка, дека ќе пие оцет, односно ќе биде распнат на Голготскиот крст. Гледате, тоа е улогата на пророците, но тие пророштва кои биле напишани, драги пријатели, дословно се исполниле. Пророците имале, како што спомнав, религиозна, морална и пророчка мисија. Ајде да споменеме во ова предавање, драги гледачи, неколку пророштва кои навистина се исполниле. Прво, доаѓањето на ветениот Месија, Христос, било главен предмет на старозаветните пророштва. Посебно пишувале пророк Исаија, Михеј, Мојсевите книги, исто така го најавувале Христовото раѓање. Еве да читаме во првото послање на апостол Петар, во првата глава од 10 и 11 стих, кој го бара и испитува пророците, што прорекоа за вашата благодат, откако испита во кое или какво време им јавуваше Духот Христов однапред, кој беше во нив, сведочејки за Христовите страдања и славата која иде по нив. Гледате, драги гледачи, однапред било објавено скоро се за Исуса Христа, за неговото раѓање, за неговиот живот, за неговата мисија, за смртта и воскресението. Ова им го јавуваше Духот Божи, Духот Христов однапред. Ајде да споменеме неколку пророштва за Исуса Христа. Прво, од кое племе треба да дојде? Нема да се оддалечат од Јуда, ни царското жезло, ниту владетелската палка од кај неговите нозе, додека не дојде оној кому припаѓаат, кому ќе му се покорат народите. Гледате, ова е пророштво. Уште во прва книга Мојсеева го запишал Мојсеј, 49 глава, 10 стих. Понатаму пророк Исаја пишува: ќе изникне фиданка од Јесеевите пенушки, стебло ќе никне од низиниот корен. Господовиот дух ќе почива на него. Дух на мудроста и разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв Господен. Гледате, тоа се некои символични изрази кажени, но тие се тумачат и алудираат, го означуваат Исусовата
Isusovijat život, samiot Isus. A knjiga narodoslovot na Isusa Hrista, sin Davidov, sin Avramov, to go piše vam Matej 1.1. Knjiga narodoslov, znači to je rodoslovlje od kade, od koje pleme, od koje koleno Isus kje se rodi. Tok mu ovo što bilo kaženo, 700 godini pre da se slučaj ove nastani, Bog to im go otkril na starite proroci. Ajde da vidimo koji je go rodi Isusa. Proroštvo kaženo vo Isaija 7. glava 14. stih. Zato Gospod sam ki vi dade znak, evi devica ke začne i ke rodi sin i ki mu dade ime Emanuel. Evo go ispolnovanje to vo Matej 1. glava 22. i 23. stih. A sve to stana za da se ispolni ona što Gospod go reče preko proroka od koji veli, ete devica ke začne i ke rodi sin i ki mu dade ime Emanuel, koje je prevedeno znači Bog so nas. Gledajte, dragi gledači, Isus je Bog. Ovdje je narečen Emanuel, što znači Bog so nas. Bog se otelotvoril vo Isusa Hrista da se dobliži do čoveštva, da plati golema otkupnina. So cena svoja prolejena krv Isus ne otkupil od večната smrt, dragi gledači. Ova smrt koja deneska nije umirame za Boga je son. Kako što lugi to na večer legnuvat i nautru se budat. Nesvesni se koliko dolgo spijele. Takvi su našte pokojni. Ti je zaminuvat, no jedan den Bog veli povtorno ke stanat. Isus platil golema cena. Cena tam sa svoj život. I zato Isus je Bog. Gledajte ove proroštva koji se dadeni stotici godini unazad se ispolnile vojnina. Se ispolnuvati deneska se ušte nekoj proroštva i vo naše vreme. Ajde da go vidimo mesto to naragjanja. A ti Vitlejemu Efrato, najmali od među judinite knezovi, od tebe kem izleze onoj koji ke vlade su Izrael, nego od to poteklo i od damnini, od večni vremeni. Gledajte, dragi gledači, povtorno sakam da naglasam važnost da verujeme v Isusa, deka je toj Bog, deka toj ne je počinet, deka toj ne poteknuva od Vitlejem, kako nekoj teolozi što tumačat. Isus je od večnite vremenja, ovdje prorok Mihija veli. Međutim, to je se otelotvoril, to je zel telo, da se dobliži do čoveka. I evo go ispolnovanje to Matej 2.1. Ako Isus se rodi vo Vitlejem judejski, vodnite na car Irod, ete mudrici od istog pristigna v Jerusalim. Gledajte, Vitlejem Efrato. To je Vitlejem se naogel vo Judeja. Zašto imali drug Vitlejem? Moželo da nekoj da pogreši od prorocite, no nema tuka greška, zato što Bog gi vodil rabotiti. Sve na Boga mu prepušteme, da gi vodi rabotite vo našoj život, dragi gledači. Nema promašaj, nema promašuvanja. Zašto Bog go znaje kraj od početoka. I zato ajde da mu verujeme na Boga. Da verujeme u njegovite proroštva, da se oslobodimo od site gatači, od site bajači, od site one koji gledat od zvezdite, da ne gi čitame horoskopite, da ne verujeme v astrologija. Znate, astro znači gledanje od zvezdite, kako se rasporedeni navodno tije vlijet na nas. Ništa ne vlije na nas, dragi gledači. Vlije grevot i gavot koji saka da ne fatimo njegovite zamki. I zato da bideme nije oslobodeni, moramo da go povikame Isusa Hrista. To je toj lav od plemeto Judino, veli Biblijata. Samo Isus može da ni pomogne su svetio duh deneska, nova zemlja, život od kojeg živejeme. Isusovo to vleguvanje v Jerusalem isto tako bilo prorečeno, dekak je bide na magare, zašto ne na konj ili na neko drugo prevozno sredstvo. Međutim, prorok Isaija to go napišao, zašto Bog odnapred 700 godina odnapred to mu go javil, mu go otkril, Isaija go zapišao. I site vo vreme to na Isusa Hrista, koji živele, može li to da go proverat, bi neki stari od zavet postel vo to vreme. I evo go tekstot, likuvaj od rado Sionska kerkom, voskliknuvaj Jerusalimska kerkom, eve tvoj car ide pri tebe. Spravedliv je i spasova, krotok i sednal na osle. Na oslica mladenče, na oslica. Osle je magare. I koga nabliže do Jerusalim i dojde ovo
Витфагија при Маслиновата гора, тогаш Исус испрати 2 ученика, велејќи: одете во селото што е пред вас. Тамо ќе најдете веднаш врзана ослица и осли со неа. Одврзете ги и доведете ми ги. И ако некој ви рече нешто, речете му: потребни му се на Господа, и веднаш ќе ги пушти. А тоа стана за да се исполни кажаното преку пророкот кој вели: кажете на сионската керка, еве твојот цар доаѓа при тебе, кроток и јава на ослица и осле младенче на ослица. Учениците отидоа и направија како што им заповеда Исус. Ги дотера ослицата и ослето, ги ставија врз нив своите облеки и тој седна над нив. Гледате, драги гледачи, пророк Исаја го опишал овој настан стотици години однапред, дека ќе имам осле и ослица, магаре и маломагаренци. Тоа е дословно 100% исполнето пророштво. И како денеска да не веруваме на Библијата, драги пријатели? Денеска некој велат: фрлете таа стара книга. Не, драги мои пријатели. Земете таа стара книга. Таа ќе ви го среди вашиот живот. Таа ќе ви помогне да бидете благословени. Секако книга како книга нема да ни помогне, меѓутоа она што е напишано внатре, со силата на Светиот Дух, ако ги држиме тие совети, ќе имаме поуреден живот, поблагословен живот, порадосен живот, побогати ќе бидеме и физички и духовно. Но да му препуштиме се на Бога, да веруваме во неговите пророштва. Еве, уште неколку пророштва да прочитаме. Библијата зборува однапред дека Исус ќе биде предаден и ќе биде продаден за 30 сребреници. Тоа го запишал пророк Захарија во 11 глава, 12 стих. Тие ми ја одмерија платата 30 сребреници. Интересно. Не 25, не 18 или 32, туку колку? Еве го текстот. Тогаш еден од 12 мината кој се вика Јуда Искариотски отиде при првосвештениците им рече: што ќе ми дадете за да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. Какво исполнување, драги гледачи? Колку е Бог прецизен, колку е Бог точен. Затоа што е Бог. И затоа Бог од нас бара само да му веруваме, само да се подчиниме на неговата волја. Еве за неговата облека, дека крвниците ќе ја поделат меѓу себе. Повторно Давид тоа го кажува: лукав народ ме обкружи, ги прободија моите раци, моите нозе, ги поделија моите облеки и меѓу себе издрепка фрла за мојата облека. И сега, еве го исполнувањето. Војниците, откако го растна Исуса, ги зедо неговите облеки, ги разделија на 4 дела, по еден на секој војник и долната облека. А долната облека не беше шиена, туку целата исткаена од згора додолу. Си рекоа меѓу себе да не ја кинеме, туку да фрлеме ждрепка за неа кому ќе му падне, за да се исполни писмото. Ги разделија меѓу себе моите облеки и фрлија ждрепка за мојата облека, така постапија војниците. Од каде, драги гледачи, знаеле војниците за ова изјава, за овој извештај? Кога тоа биле римљани, биле незнабожци, не ги почитувале евреите нивните списи, но Духот ги водел да не ја скина, да не ја раздера таа облека Исусова, туку да фрлиме ждрепка кому ќе му падне. Но овде гледате што пишува, за да се исполни писмото. Почитувани гледачи, писмото ќе се исполни. Библијата е скоро 90 и повеќе проценти исполнет. Уште малку има работи што треба да се исполнат, но дали ќе веруваме во тоа или не, повторно зависи од нас. Еве, овде пишува неговото страдање и неговата смрт и закоп. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат, а Господ ги вложи на него беззаконијата на сите нас. Го измачува, а тој оставаше и неа отвори својата уста со сила и со суд, ослободија од него и кој ќе го искаже неговиот род? Да, од земјата на живите го странија него за гревовите
за народот, го ранија на смрт, му го одредија погребението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите, иако не направи неправда, нито пак устата му изости лага. Тоа е пророштво. Може да го проверите во Исаија 53 глава, но сега да не го читам исполнувањето. Може да го пронајдете, драги пријатели, во Матеј 27 глава. Гледате, драги гледачи, колку е Бог прецизен, колку е Библијата точна, веродостојна. Сите тие пророштва кои се запишени во Светото писмо се исполниле. Што да кажеме за неговото воскресение? Давид многу одамна го најавил, зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење. Навистина, Исус не бил ни 3 дена во гробот. Во петок бил раснат предпладне во 9 часот. Цели 6 часа тој висел на крстот и некаде после пладне бил погребан. Во сабота, според законот, според обичајот, тој бил во гробот. И рано наутро, во новиот ден во седмицата, во првиот ден на седмицата, саботата е 7-миот ден, Исус воскреснува. Значи не бил ни 2 цели дена, но сепак Библијата прорекла дека тој нема да доживеа распаѓање неговото тело. А по саботата на усамнување на првиот ден седмичен дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот и ете стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи го одмести каменот и седна на него, а лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него, стражарите трепереа и станаа како мртви. Тогаш ангелот проговори и им рече на жените: вие не бојте се, зашто знам дека го барате распнатиот Исус. Го нема тука, зашто воскресна, како што рече, дојдете и видите го местото каде што лежеше. Колку е Бог прецизен, драги гледачи. Колку е Бог веродостоен во своите пророштва. Ако сте ги читали пророштвата за Нострадамус, од неговите, да кажеме, 100 пророштва, 97 се погрешни. Само 3% се исполниле. А на жалост денеска многу луѓе го цитираат Нострадамус. Тој пишал во така наречени кватрени. Тие негови пророштва може секоја генерација ги тумачи како што сака. И затоа немој да верувате во такви пророци. Такви пророци кои не ја зборуваат вистината, може само да ве збунат. Такви астролози, гатари, врачари. Верувајте му на Бога, драги мои пријатели. И затоа, при крајот на ова размислување, сакам уште еднаш да нагласам дека е многу важно да ја читаме Библијата. Еве што вели и пророк Јован Богослов. Блажен е оној кој чита и оне што ги слушаат зборовите на пророштвото и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиско. Затоа е многу важно, драги пријатели, да ги читаме пророштвата, да читаме Библијата и да ги знаеме тие многу важни работи. Зошто? Овде пишува зашто времето е блиско, кратко. Ако Јован кажал пред 2000 години кога ги запишал овие зборови дека времето е блиско, што да кажеме ние денеска? Ние сме на самиот праг, само што Исус не е отворил небесната врата и да се упати кон нашата планета, кон нашата земја. Затоа Господ да ни помогне, драги гледачи, да ја отвараме Библијата со респект, со почит, со молитва и да го слушаме тој тивок, тенок глас, гласот на Светиот Дух, кој ќе ни зборови, кој ќе не води по вистинскиот, по правиот пат. Нашиот однос треба да биде озбилен, со респект и со почит, да ги читаме и да веруваме во тие пророштва кои Господ ги запишал во својата книга, во Библијата. Бог им ветува благослов на сите они што ја читаат Библијата, што ги читаат овие пророчки зборови, сакајќи подобро да ги сватат вистините што ги содржи таа книга. Божјата волја, драги гледачи, е неговата реч, не само да ја читаме. Денеска има многу луѓе кои ја читаат како филозофска книга, како книга која само пружа и дава некои информации, меѓутоа ние треба да ја читаме како Божја книга, Божје писмо, кое ни укажува
kako да живееме во деновите пред самото Христово доаѓање. Понатаму да ја слушаме. Значи не е доволно само да ја читаме, туку да ја слушаме, да ги твориме, да ги држиме тие правила, тие упатства што ги наоѓаме во таа света книга. И понатаму вели трето да ја разбереме. И да таа да стане правило во нашиот живот. Дали ќе ја читаш книгата Библија или Свето писмо, драги гледачу? Дали ќе веруваш, дали ќе држиш, зависи од тебе. Ништо нема да изгубиме ако веруваме, ако ја читаме, ако држиме. Туку само ќе добиеме повеќе. Но ако то не го правиме, ќе изгубиме се. Затоа моја молитва е, почитувани пријатели, да Свето писмо постане составен дел од нашиот секојдневен живот. Да тие пророштва кои ги читаме во неа, да им веруваме дека Исус наскоро ќе дојде. Исус наскоро ќе затвори таа вратата на милоста и ќе отпушти еден нов живот, но само за оние кои денеска се определиле да му веруваат, кои денеска се определиле да ги држат тие пророштва кои се запишени во Свето писмо и да им веруваат. Само оние ќе бидат спасени кои се на Христовата страна. Ќе има две групи, на жалост, кога Исус ќе дојде. Библијата ги споредува со овци и со јарци, со јариња. Постои тесен пат и широк пат. По тесниот пат вели одат малкумина, а по широкиот пат одат многумина. Тесниот пат води во смрт, односно во живот тесниот пат, а широкиот води во смрт. Исус вели, јас сум таа тесна врата, кој ќе врви по тој пат ќе добие спасение. Во времето на Ное, исто така имало два пата. Ное го одбрал по тесниот пат, патот на животот. По тој пат само 8 тргнале и влегле во бродот и биле спасени. А останатите се претпостава дека биле преку 7 милиарди луѓе, нешто слично како денешната генерација, својата смрт ја нашле во длабините на водата. Едноставно загинале. Зошто? Затоа што го одбрале широкиот пат. Што ќе одбереш ти, драги гледачу, зависи од тебе. Божја волја е да го следиме Исуса. Исус вели, јас сум таа тесна врата, а широката врата е овој свет. Широка врата без ограничување, без правила и закони. Исус сака да бидеш со него. Исус сака да биде со тебе и вечерва. Отвори му го срцето, отвори ја вратата и помогни му и на Исуса да ти помогне на тебе. Зашто Исус не може со сила да направи ништо. Исус ја почитува нашата слободна волја. На крајот да се помолиме. Господи Боже, ти благодараме што уште еднаш можевме да ја отвараме Библијата, да читаме за овие прекрасни пророштва кои биле проречени стотици години однапред, но во дадено време се исполнеле. Ти си прорекол дека и пред твоето доаѓање ќе бидат тешки времиња, ќе има знаци на небото, во вселената и на копното. Ние сме сведоци дека тие знаци се исполнуваат. Изживееме сосема на крајот, но помогни ни, Господ, да не се уплашиме, туку да ги збиеме своите редови, да ги отвориме нашите срца и ти да се вселиш длабоко во нас, да управаш со нашите животи и помогни ни, Господе, да се подготвиме за скорешна средба со тебе. Благослови ги сите кои не гледаат и слушат. Нека твојот мир биде и нивни мир. Нека твојата заштита, Господи, биде со нив. Тоа те молиме во Исусово име. Амин. Почитувани гледачи, ми беше задоволство што можевме да и вечерва другаруваме, да и вечерва бидеме заедно, но продолжуваме во наредните предавања. Следете нашата емисија Библијата зборува и посетете го нашиот YouTube канал. Секој добро од Господа. Sama koga jad me mači, vo nevolja što srce zamira, na kolena vo molitva te baram, Gospode, da dojdeš kraj mene.
ме подигаш, крај мене тука си. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Твојот дом, тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежта. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.